Опцијата за материјална картица ја добиваме во материјална картица. Прво бираме магазин, например главен магазин, потоа бираме производ од шифраник на производи со Enter или со избор копчето и материјалната картица ја добиваме прво на екран. Сега подетално ќе ги погледнеме сите опции кои се на располагање и сите информации. Значи, имаме датум на трансакцијата на книжењето, имаме финансов налог во кој е заведен тој документ, број на документот, односно калкулацијски број, влезена и излезена количина и ажурирана состојба. Значи, како имаме 20.000 влез, состојба 20.000, 10.000, 30.000, раздолжени 200 парчиња, состојба 29.800 и така натаму. Имаме комитент во магазин или во продавница, доколку е упатен тој документ, цена, набавна цена, просечна цена, значи која автоматски се ажурира со секој прием, значи цена со данок, оваа цена со данок е или набавна или продажна, во зависност дали документот е влезен или излезен. Финансиски влез, значи во овој дел имаме финансиска картица, финансиски влез, излез и финансиска состојба според набавни цени, без ДДВ, и евентуално бројна фактура и продажна цена без ДДВ. Оваа материјална картица во овој формат може да ја отпечатиме со редовното печатење F2. Значи, ова е пропишан, законски пропишан образец МЕТГ со потребни информации за книговодствениот документ, број, датум и назив, датум на промената, влез, излез и состојба. Нормално адреса на комитентот, назив на производот, магазинот и така натака. Исто така имаме други печатења кои отстапуваат можда од законскиот образец, но даваат доста корисни информации за корисникот. Например, печатење со продажни цени. Тоа е количински влез-излез состојба и финансиски влез-излез состојба. Исто така имаме форматирање на материјалната картица само со количини, значи влезена, излезена и состојба и основни податоци за комитент и продажна цена. Целосна материјална картица, се враќаме значи на почетната. Во специјални опции имаме печатење на сите картици, значи оние што се на лагер, но печатење една по една на хартија. Имаме и други неколку вида печатење со комитент, со следниот распоред на полиња, значи книговодствен документ, количински влез, излез и состојба и шифра и назив на комитентот. Имаме печатење проширено, ова е најбогато со информации, значи датум на книжење, број на документ, количинска евиденција, влез, излез и состојба, набавна цена без ДДВ, просечна набавна цена без ДДВ, продажна цена без ДДВ и по набавни цени финансиски влез, излез и состојба, како и во продолжение шифра и назив на комитентот. Имаме печатење со комитент само влез, само излез, значи само од влезни документи, само од излезни документи, значи доколку има производот многу фреквентна излезна промена, тогаш може да ги видиме само излезите каде и према кого биле реализирани. Имаме скратено печатење со податоци за документ, комитент и само количински влез, количински излез и продажна цена без ДДВ. Нормално од почеток е датум, број на документ, датум на документ. Имаме печатење на картица по серијски броеви. Значи, ова исто така едно корисно печатење на материјална картица, каде што се гледа секој документ со посебна ставка за различни серијски броеви, односно различни рокови. Исто така и материјалната картица може да се експортира во MS Excel формат, Microsoft Excel, со едноставно активирање на опцијата, снимање,
преку диалогот за навигација и подоцнежно нејзина обработка. Во долниот дел ќе ги објасниме следните копчиња. Избор на производ, значи не мора да излегуваме од картицата со Escape па да одбереме нов производ преку избор на магацин и отворање на шифрарник. Значи едноставно со F8 се лоцираме на друг производ, го бираме со Enter и добиваме друга материјална картица, картица за друг производ. Со копчињата F4 и F5 навигираме, значи предходен производ и следен производ. Значи гледаме како се менува производот и ја добиваме неговата материјална картица. Доколку материјалната картица е многу голема, можеме да извадиме само еден временски сегмент. Тоа го добиваме со избор на копчето преку копчето F7 период, го задаваме периодот на материјалната картица што сакаме да го добиеме, евентуално комитентот, значи како еден филтер, и на тој начин ќе добиеме еден сегмент само од бараниот производ. Вкупно F10 е вкупно влезена и излезена количина. И исто така имаме можност за графички приказ на материјалната картица во вид на графикон. Значи претходно добиваме табела за поделба на, односно групираност на сите излези, односно на 5, на 15, 24 и 25, колку имаме вкупно излези од тој производ количински, и имаме графикон на состојба, значи како се движи состојбата на производот на истите овие датуми. Имаме и зум, со лев клик на глувчето, селектираме регион и добиваме зумирање. Со десниот клик на глувчето се движиме горе-долу со влечење, а со селектирање на било кој регион во обратна насока, од долу десно на горе лево, се враќаме на првобитната состојба на графиконот. Овој графикон исто така можеме и да го отпечатиме. Тоа е графикон на состојби, количински состојби, а графикон на износи е според набавните износи. Во случајов нема такви информации. Излез. Исто така можеме да погледнеме и состојба на серијски броеви. Значи бираме серијски број и добиваме податок доколку, значи, се внесени серијските броеви за датум на калкулацијата, број на калкулацијата и влезени излезени информации. Значи еден производ за одреден серијски број може повеќе пати да влегува, излегува, например кај работа на сервиси, да влезе во сервис, да излезе, па пак да се врати и така натака. Значи сите тие документи за тој серијски број од појдовниот производ ги добиваме информациите кои може исто така и да се отпечатат.